Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на мојот канал. Вие што ме пратите редовно знаете дека во последно време баш и не снимав многу видеа. Се трудам колку што ми дозволува времето да читам, да го процесирам тоа што го читам, тоа што сметам дека е добро и сакам да го препорачам да го снимам вака во видео формат. Се надевам дека ќе надополнам со квалитетот на книгите за кои што зборувам, за квалитетот на оваа новела за кој што ќе зборувам во ова видео нема збор. Тоа е Смртта на Иван Илич од Толстој, рускиот писател Толстој. Значи ова е една куса новела од 80-90 страни. Толстој ја објавува во 1886 година. Се смета дека спаѓа во оние дела што се напишани по неговото духовно-религиозно будење, да речам лично будење, што се случува во 70-тите години, во 1870-тите години. Иако кога зборуваме за религиозно будење, тоа е многу кај него уникатно, значи тој не станал член на конкретна црква, туку има многу интересни мисли, дури влијание во анархизмот, христијанството и така натаму. Меѓутоа за Толстој можеби во друго видео за него како писател и како личност. Ова се смета за влегува во тие дела по таа фаза од неговиот живот, значи по доцнежни дела. Кога размислував за ова дело кое што се занимава со една неизбежна, една тешка тема, смртта, ми текна на Достоевски и на записи од подземјето. Знам дека Достоевски го е сметан за протоегзистенцијалист, записи од подземјето за можеби прв екзистенцијалистички роман и така натаму, и сега екзистенцијализмот се занимава со нешта како слободата, како апсурдот, како автентичноста, нели фрленоста во овој свет, потрагата по смисла која што ние самите треба да создадеме и така натаму, и човекот како центарот, нели човековата екзистенција. Меѓутоа, читајќи го овој роман кој што е многу посмирен, многу поедноставен, и ова е новела која што ако очекувате ремек дело во смисла на литературно ремек дело во смисла на уметничко достигнување или естетско достигнување, нема да го најдете, мислам, тука тоа, затоа што ова е многу на некој начин обична новела, значи стилот е прилично обичен на Толстој тука, меѓутоа ова е новела која што на многу фин начин задира во оваа тема, се занимава со смртта на многу суптилен начин, на кој што само Толстој може да го направи тоа, секако нели да Достоевски е големиот психолог. Морам уште на самиот почеток на ова видео да се ограничам и да не се расприкажам многу, затоа што за оваа новела и за оваа тема би можело барем еден саат сега да се раскомотам и да се расприкажам, меѓутоа ќе гледам да што поконцизно да ги доловам главните поенти во ова дело. Ако се вратиме на Достоевски и целото тоа прашање на екзистенцијализмот, секако дека едно од клучните прашања тука е прашањето на смртта. Дури германскиот филозоф Мартин Хајдегер вели дека ние можеме да го разбереме животот или да се стремиме, просто кажано, кон автентичниот живот само во светло или наспроти или во сенка на смртта, имајќи ја пред себе. И да, Достоевски се зафаќа со тие прашања, меѓутоа мислам дека тука Толстој се зафаќа со ова екзистенцијално прашање на многу суптилен начин, иако нели на површината не станува збор за некакво комплексно дело или за психолошко дело, меѓутоа во финесите, во суптилноста Толстој е мајстор. Оваа новела почнува со една сцена во судот, каде што се собрани тамо суди и службеници и дискутираат на пауза, и еден од нив ќе рече, ќе прочита: знаете ли што почина Иван Илич? Тука се собрани неговите колеги, неговите пријатели, еден од неговите најдобри пријатели Петар Ивановиќ е тамо, и тој ќе одлучи да изрази сочувство, нели да замине на погребот. Петар Ивановиќ, иако е таму, нели разговара со ужалените таму и ги наблюдува и така натаму, сепак негово главата му се врти. Тоа е многу интересно на самиот почеток, како вечерта всушност ќе игра вист заедно со колегите од судот, ќе се соберат и ќе се поминат убаво.
И после ова поглавје, после оваа сцена почнува да се раскажува животот, да се прикажува животот на Иван Илич. Се вели дека и татко му бил службеник, дека има двајца браќа и тука да го цитирам. Тој не се одликуваше со студенило и педантерија како постариот брат и не беше толку лош како помалиот брат. Представуваше златна средина меѓу нив. Паметен, пргав, пријатен и пристоен човек. Значи, гледаме еден човек кој што со ништо не се истакнува, значи е доволно амбициозен колку што треба да биде пристоен, културен, си го гради својот пат, оди да студира во добро училиште, завршува право, почнува да работи во внатрешноста некаде, почнува да си ја гради кариерата, потоа оди добива унапредување, оди во друго место, исто така во внатрешноста. Таму ќе се запознае со неговата идна жена и дури тоа е многу интересно како Толстој го наблюдува тоа. Тој вели тој не се ожени со неа затоа што беше лудо влюбен или затоа што му беше огромна желба, туку затоа што со тоа би го добило одобрувањето од другите и затоа што му се видела пристојна и добра личност, неговата сопруга ќе се земе со неа, им се раѓаат деца, ќе го преместат подоцна и во главниот град, ќе стане судија, значи почнуваат еден нов живот, значи живее во свет во кој што важно е, значи како напредуваш во кариерата, кој добил какво службеничко место, судија, истражен судија, значи тој живее во тој свет, конечно ќе добие унапредување, меѓутоа кога ќе се родат децата, тој сваќа дека тој сака да живее еден живот на пријатни чувства, значи на кој што нема да биде не поматен од било какви превирања и така натаму, меѓутоа бракот ќе си донесе разни ситуации, несогласувања со жена му, значи расправи и доаѓаат децата, значи не може да си го има својот мир, своите пријатни чувства и тоа ќе му смета и така натаму. Години заминуваат во главниот град и таму може да си дозволи еден убав стан, додека ги чека таму жена му и неговите деца, тој го средува станот, вложува пари да биде фенси, нели да се покаже пред другите и така натаму. И во една ситуација додека се качен на прозор нешто мести, некој завеси, тој паѓа се повредува. Доаѓа неговата сопруга, тоа е воодушевени се сите, значи доаѓаат кај нив гости и си тече тој еден просечен, нормален живот на еден успешен човек кој што не се истакнува премногу, меѓутоа не е ни на некој долно скалило во општеството, со додека еден ден не почнува да чувствува тегоби и сваќаме дека Иван Илич е болен и дека почнува полека да едноставно да опаѓа со здравјето и така натаму. Ни до крајот на оваа новела нема да дознаеме што боледува. Може да претпоставуваме дека таа болест е поврзана со неговата повреда, меѓутоа тоа нема да го дознаеме. И секако да не забораваме дека зборуваме за време во кое што медицината не е развиена, ни одалеку на денешно ниво секако, и дека ние не можеме докторите да најдат и да едноставно да одредат точна диагноза на тоа што му се случува на овој човек. Меѓутоа во целиот тој процес, сега оно што е важно е како Иван Илич го доживува едноставно неговото физичко опаѓање, неговото физичко, а и психичко опаѓање. Тој почнува да станува вознемирен, да сваќа дека можеби работите нема да се свртат на добро, дека нема да оздраве. Се советува со еден доктор, со друг доктор, му даваат лекарства, ги пие, па подоцна ќе почне се сомнева во ефикасноста на тие лекарства и постојано го гледаме како оди горе доле, топло ладно, на моменти оптимист, на моменти крева раце и така натаму и се помирува со неговата смрт. Меѓутоа, оно што Толстој мајсторски успева да го долови во оваа новела, во куса новела, без психолошки описи на психолошката состојба на Иван Илич, без течение на свеста, значи ова не е психолошки роман, баш онака гледано острано го опишува неговиот живот, е колку во искуството на смртта. Меѓутоа, не само во искуството на смртта, и во други ситуации во животот човекот останува сам. Колку почнува да го нервира тоа што другите си продолжуваат со животот. Ви текнува на сцената кога на почетокот неговиот пријател доаѓа да изрази сочувство, веќе размислува како вечер ќе игра карти, например.
Како продолжуваат неговата сопруга, продолжува не дека тие не го сакаат, не дека немаат сочувство за неговите маки, меѓутоа си продолжуваат со животот. Неговата ќерка со вереникот ќе одат и неговата жена се дотерана и ќе одат на опера или на балет. Сите си продолжуваат со животот и тој почнува да има внатрешни превирања, да едноставно да се соочува со дека човек дали сам доаѓа на овој свет, нели сам си заминува од овој свет и колку е тоа незаменливо човечко искуство и тоа носи и агонија, тоа го носи и тој екзистенцијален стравоужас, анксиозност, очајание, јанза, како и да го наречеме, дека секој човек сам се справува со најтешките прашања, тука е прикажена смртта. Еве еден цитат што мислам дека добро го доловува тоа. Смрт, да, смрт. И никој од нив не знае и не сака да знае и не ме жали. Тие свират на клавир. Оддалеку, низ вратите слушаше оддек на гласови и ритурнел. Ними ме се едно, но и тие ќе умрат, глупаци. Јас порано, а тие по... и нив ќе ги достаса ова. А тие се веселат, говеда. Злоба го задушуваше, му беше мачно, неподносливо, тешко. Не може сите да се секогаш обседнати со овој ужасен страв. Тој стана. Значи, тука се опишани тие негови превирање, тоа чувство на осаменост во смртта и на едно друго место тој вели, тој легнува в постела свесен за тоа, па уште и со телесната болка, а честопати и со страв дека поголемиот дел од ноќта нема да може да заспие од болка. А изутрина треба однова да стане, да се облече, да појде во суд, да зборува и да пишува. А ако и не појде, ќе мора да остане полни 24 часа дома, од кои секој представува вистинско измачување и така ќе мора да живее на работ на животот, сосема сам, без никого кој би го разбрал и кој би го сожалил. Ова е тоа, ова е осаменоста во смртта, ова е осаменоста во страдањето кој што никој друг човек, колку и да е покрај нас, не може да го преживее за нас, никој не може да умре со туѓата смрт. И како што се ближи крајот на Иван Илич, иако тој е раздразнет, иако е гневен на луѓето околу него, единствено такви чувства нема спрема синот, особено не спрема неговиот прислужник Герасим. И тука Герасим е еден обичен човек, селанец, кој што и Иван Илич во неговата болка ќе едноставно ќе го замоли дали може да ги ставам нозете на рамена кај тебе да ми бидат подкренати, и тоа му носи некаква утеха кога разговара со овој човек Герасим и кога е во неговото присуство. И тука ова не е случајно. Толстој мислам дека кај него тоа се провлекува, се повторува и во други негови дела, особено во таа втора фаза каде што за него селаните на некој начин или едноставноста на овој човек кој што не му прави лице, не го теши со лажни зборови, туку едноставно прифаќа дека овој човек ја прифатил смртта и прифаќа дека Иван Илич свесен е дека не крие од него, дека е свесен дека Иван Илич наскоро ќе умре. Тој тоа го цени и тоа е од нека одредена автентичност која што ја гледа кај Герасим наспроти неавтентичноста на својот живот. Значи, затоа што претходно Иван Илич се бори, па зошто ова ми се случува, се измачува, се прашува себе си, смета па што сум сгрешил толку, едноставно живее живот на заблуда дека тоа е добра личност, дека е автентична личност, меѓутоа обидувајќи се, вртејќи се само кон себе си и кон своите добри дела и колку тоа е добар или не сгрешил никому, ја губи автентичноста, додека Герасим вртејќи се кон Иван Илич во неговата едноставност, всушност живе автентичен живот и не се плаши од смртта. И на крајот, значи, мислам дека сепак Толстој има влијание на тоа негово религиозно убедување, религиозна преобразба или духовно будење и сепак не завршува на некој начин песимистички оваа новела. Иван Илич умира, меѓутоа тој во самите последни мигови веќе ја гледа светлината и сваќа, кога значи веќе во оваа светлина смртта нема да биде присутна таму и веќе нема потреба да се плаши и така натаму, на некој начин доаѓа до едно помирување и ајде да речеме позитивен крај. Знам дека имаше спойлери, меѓутоа ова е дел, ова е новела која што може да се препрочитува, да речеме јас ја читав по втор пат, претпоставувам дека понатаму и ќе ја прочитам повторно, значи затоа што во различна возраст од животот може на исти дела да погледнеме на различен начин да ги доживееме.
Прочитајте го ова дело, едноставно е, меѓутоа отвора вон временски прашања. Значи ова дело не само пораката, туку темата со која што се занимава ова дело го надминува ја надминува литературната и естетската вредност, а затоа да не зборуваме Толстој во некои негови други дела колку владее на тоа поле. Така што ветив дека нема да се расприкажам многу, не сум сигурен дека успеа во тоа, како и да е, важно е да сакав да ги споделам овие мисли со вас. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!